веќе 7 години ја водам Младинската асоциација на средни стручни училишта од нашето училиште и бидејќи години наназад ние добиваме голем број на награди, пошто сме препознатливи кај сите школи во Македонија, решивме оваа година образовното рандеву да го донесеме во нашиот град. Значи, домаќини на ова образовно рандеву сме гимназијата Јане Сандонски и средното општинско училиште Димитар Влахов Струмица. Во овие неколку денови, откако ја добивме таа задача, ние вредно работевме, контактиравме со сите училишта, ги организиравме надпреварите кои што ќе се одвиваат на различни локации и сместувањето на учениците меѓу нивните другарчиња. Надпреварите се во две категории. Едните се образовни, а другите се забавни. Утре, кога ќе биде прогласувањето на најдобрите надпреварувачи, сето тоа ќе биде едноставно официјално, меѓутоа најголемата придобивка која што овие ученици ќе ја стекнат е дружењето, е забавата, е запознавањето и сето оно што го одликува еден млад човек, значи да биде постојано во контакти со другите и да стекнува нови пријателства и нови искуства. Наградите поминуваат, меѓутоа пријателствата остануваат за секогаш. Колку ученици учествуваат? Рековме 33 училишта и дали сето ова и ваквите манифестации се можност за презентација на средното стручно образование и од друга страна да бидат доволна провокација за основците да ги изберат професиите и Па точно така, денеска средното стручно образование на некој начин го зема приматот, бидејќи не само што тие излегуваат од стручните школи како готови кадри, ами и многу полесно можат да најдат вработување во било која фирма или во некоја друга институција. И затоа овие стручни школи се предизвик на самите ученици, посебно на основците кои што тука ќе се запознаат со сето оно што можат да им го понудат школите и на тој начин да земат учество да се запишат во тие школи. Рековме дека годинава се одржува со поддршка на УСАИД, дали само оваа година или од самиот почеток манифестацијата е со поддршка? Да, оваа манифестација значи е започната преку УСАИД. 4 години траеше таа мисија на УСАИД, а после завршувањето на нивната мисија, на менторите од сите стручни училишта формиравме своја сопствена асоциација и секоја година се трудиме да ја организираме со наша помош, меѓутоа и со голема поддршка на УСАИД, кои што секогаш не се наши главни спонзори и помагатели. Дали има поддршка од високо образованите институции? Не знам дали прошетавте ни штандовите, меѓутоа во долниот дел на самото фоае се наоѓаат и високообразовните институции од нашиот град. Тоа се факултетот ФОН, факултетот БАС и универзитетот Гоце Делчев. И тие се представуваат со своји штандови за да можат да ги привлечат сега веќе идните студенти. А освен тоа, тие и учествуваат со тоа што ќе дадат неколку своји награди на првокласираните учесници. Со тоа ќе ги привлечат да се запишат во факултети.